Океј, како да не најде љубовта? Луѓе, денеска ќе зборувам за интересна тема. Океј, како некој човек да го најде љубовта? Малку трик прашање ми беше, затоа што знам дека сите сакаат љубовта, да ги најде. Луѓе, љубовта не ве наоѓа, вие сте љубовта, и сега ќе зборувам како можеме да мислиме дека љубовта не нашла. Зашто љубовта е со нас и љубовта не може да ве најде, ама и вистински љубовта ќе ве најде ако се најдете прво љубовта во вас. Ама како не ја наоѓаме љубовта во нас? Ајде сега да зборувам малку за тоа. Гледайте, кога човекот ќе сгреши на некого, ајде да кажеме имате некој човек сгрешил на некој друг човек. Така, начинот на кој што човекот сака да се оправда поради тоа што ја направил таа грешка, ќе го окриви него. Нели? Кога имате некој човек кој што ви сгрешил многу, тој најмалку ве сака. Ама, ако имаш некој човек што цело време те критикува, цело време нешто ти наоѓа мани, како викаат напад е најдобро одбрана, ќе видиш дека и тој можеби има нешто кое што го направил како грешка кон тебе. Но кога на луѓето ќе им сгрешиме, не можеме толку многу вика да ги сакаме, ќе кажам. Зошто? Поради тоа што една работа е затоа што кога човекот му греши на некој друг човек. Видете, можете со некој човек да бидете и многу често луѓето за да им е на нив полесно, ќе најдат тој не е добар заради ова, тој не е добар заради сите не се добри заради нешто, затоа што на него му е полесно. Тоа не значи дека нема токсични луѓе, тоа не значи дека нема негативни луѓе, има, да се разбереме, и треба да ги препознаете. Но поентата ми е друга. Колку повеќе не превземаме одговорност за нашата релација со околината, затоа што имате релација со околината каде што човекот ќе се вплетка во дадена ситуација, каде што некој на некој ќе му сгреши, ќе му врати, повеќе ќе му врати, и така натаму. И што се случува? Сега луѓето покажуваат тоа е лош. Но ако ги исчистиме нашите лошоти што ние сме ги направиле на околината, интересна работа, ќе ја засакаме околината. Затоа што ако некој на некого му греши, он мора да го оправда тоа. И со самото тоа што го оправдува, он не превзема одговорност дека сгрешил. И кога човек ќе превземе одговорност дека му сгрешил, он работи на себе. Имате некој човек кој што работи на себе. Ќе свати он му сгрешил на тој. Знаете што се случува? Му се подобрува видикот негов за другиот човек. Го засакува тој човек затоа што, гледате, лошата акција која што станала во него, за која што не презема одговорност, он ја рефлектира секако лошо во околината преку оправданието. Значи, кога човекот ќе сгреши, ќе направи некоја лоша акција, он, затоа што не ќе да ја признае таа лоша акција, он веднаш ја рефлектира кај другиот. Тоа е лош, тоа е ваков, тоа е онако, бум. И се она што се случува, ако ние превземеме одговорност за нашите акции, тогаш љубовта кон околината се враќа. Но што е интересно, дека и односот со тој човек ќе ти биде уште по-фер. И не мораш на тој човек да му доволуваш, да го доброволуваш, да му бидеш понизен. Зашто? Па поради тоа што си чист во однос на него. Кога ти во однос на некој човек не си чист и му грешиш, ти ќе се врзеш за тој човек, немаш да се одвоиш за тој човек, и она што се случува, ќе почнеш да го обвинуваш дека е лош. Сега, така не ја наоѓаме љубовта. Затоа што, гледате сега, ние ако преземеме одговорност за нашите работи и ако некој човек ги исчисти негативните работи што он ги направил, а има техника за тоа, ако сакате да знаете таа техника, ве молам, пишете ми порака, нема да ја објаснувам сега овој лайф, но има техника за тоа, како човекот да се ослободи од прекршоците кои што ги направил свесно или несвесно на околината. Он не ги признава тие прекршоци, нема храброста да ја превземе одговорноста, и он преку оправданијата зашто не сгрешил, бам, им лепи лоши работи на другите луѓе, дури ако стварно тие не се толку лоши. И сега ќе ви прочитам еден многу интересен цитат од филозофот Хабард, вели вака: луѓето не се онолку лоши колку што мислат дека се, и сигурно другите луѓе никогаш не се толку лоши колку што човек мисли дека тие се. Зашто, гледате, како има некој човек кој што рече овој е лоши, тој е лоши, ништо не му чини. Ја одма се сомневам од тој дека тој има направено лоши работи. Свесно или несвесно. Зашто? Затоа што ако гледате, ако он цело време гледа лошо во околината, он го гледа
Он ја гледа рефлексијата на себе си во околината, ме разбирате? Затоа што онако направи лошо, сега сите му се лоши, ако му ги одземете лошите акти кои што он ги направил на околината, ќе видите дека луѓето околу него ќе му изгледат убави. Поради тоа што нашата релација со околината и како некого гледаме, зависи исто така од нас. И да се повторам уште еднаш, тоа не значи дека стварно има некои луѓе што се зезнати за вас. Има. И едноставно, тие се, ако се такви луѓе, тогаш пак е до вас зашто се дружите со тие луѓе. Сакам да кажам, има некоја причина зашто ти си трпиш лошотија од околината, ами и тоа зашто човек трпи лошотија од околината е пак поврзано со него. Што тој прави и како прави и зашто прави и така натаму. Ама како ние се чистиме од гревовите, негативните работи, неубавите дела, така околината изгледа убаво, почнуваш да имаш моќ на избор дали сакаш ти да си поврзан со тој човек или не. Значи ти се враќа моќта на избор, сакам да сум со овој, ама неќам да сум. Ќе се дружам, ама не морам да се дружам. Ама ти кога ќе влезеш унати го, дај ми го. Па ти страдаш умствено тој човек што ти изгрешил, што ти направил, па го мислиш, го премислуваш. Ако цело време мислиш некој човек што тој ти изгрешил, обседнат си со што тој ти изгрешил, треба да ги исчистиш твоите лоши работи, можеби што си му ги направил ти на него, затоа што на тој начин се ослободуваш од тортурата кој што он наводно ти ја прави тебе, ама уствари не е дека он ти ја прави тебе таа тортура, него твоите делувања не биле исто така најхармонични и најскладни и затоа тие негативни делувања кон него те држат во подредена состојба со него. Сега, ако го вратиме тоа и ако го направиме ова, ќе ја вратиме љубовта од околината за нас, затоа што гледате, кога некој човек ви изгрешил, тој човек не може да прими љубов. Ако некој човек ви изгрешил, ти колку и да му даваш љубов, он нема да ја прими таа љубов. Затоа што и неговото срце не е прочистено. Ти можеш да даваш љубов, праќај љубов, ама непрочистено срце од тебе не може да прими љубов. Зашто? Поради тоа што не е прочистено и неговото срце. Сега, за да се спои љубовта, мора двете срца да се прочистат, мора двете души да се прочистат. Затоа што можеби имате релации, сега еднава душа си прочистила душата, работела на себе, више оваа душа, другава не ја малтретира. Она е прочистена, она ќе даде љубов на таа другата душа. Ама оваа ако не е прочистена, не ја прима љубовта. Зашто? Па затоа што незината душа е во таква состојба да се уште мисли дека страда од негативните дела кои што он ги направил на неа, ама уствари таа душа страда од негативните работи што она му ги направила на него. Сега, тоа е интересна работа, малку длабоко филозофска работа е. Но ајде да се вратам на цитатот од филозофот Хабард. Вели вака: луѓето никогаш не се толку лоши колку што мислат дека се, затоа што имате некој човек рече лоше. Тој никогаш не е толку лош колку што мисли дека е. И сигурно вика другите луѓе никогаш не се толку лоши колку што човек мисли дека тие се. Сега, затоа е интересно, имате луѓе кои што сакаат други луѓе. Кога имате луѓе кои што сакаат други луѓе, кои што имаат отворена љубов за другите луѓе, кои што се едноставно во комуникација и во релација со другите луѓе со многу афинитет и љубов, видите дека обично и тие луѓе се себе корективни. Прават себе корекција. Ама кога имаш човек кој што е цело време крут, еве да ви кажам една работа, кога имаш некој човек кој што можеби е многу крут и го гледаш дека е крут со тебе, ама ти си и другарка. Она дома кон мажот ќе е 3 пати покрута кон мажот што е кон тебе, затоа што ја нема цензурата на тие емоции. Ме разбирате што сам кажам? Кога имате друг човек кој што е љубезен и не е крут кон вас како другарка, таа можеби е крута кон мажот, ама не до толку. Ама оваа другава другарка ваша, што е многу директна и крута кон вас, таа душата на мажот му ја вади дом. Затоа што ја има крутоста отворена во друштво каде што уопште и треба и е нормално да има некој тип на цензура на емоции и на кажани зборови. Мора да има некој тип на љубезност. Така да гледате, за љубовта да ве најде, љубовта да не најде нас, ние мораме да се прочистиме од нељубовта која што сме ја правиле на околината. Ајде да го сведам на тоа. Љубовта за да не најде нас, затоа што ние сме у љубовта. Ама ти кога ќе разрешиш нељубовта која што се ја направил на околината,
грешките што си ги направил на околината. Тие грешки што си ги направил во околината те заробуваат да бидеш во ситуација каде што секогаш мислиш дека другите луѓе тебе ти грешат. И ти кога ќе се прочистиш од грешките кои што си ги направил на околината, и кога ќе прочистиш таа твоја душа од грешките што ти си ги направил на околината, во тој момент ти ја прочистуваш просторот на љубовта помеѓу тебе и на тој што си му сгрешил. И ти се менува афинитетот, ти се враќа, љубовта ти се враќа за околината. Уствари, ти ја враќаш љубовта кон себе, затоа што ние како душа сме направени од љубов, направени сме од одговорност, направени сме од убави работи. И ако ја прочистиме сопствената душа од нељубов направена кон околината, свесно или несвесно, не е ни важно, тогаш љубовта нема да не најде. Затоа што имате луѓе кои што им е дадена многу љубов, не може да ја прифатат таа љубов поради тоа што они направиле нељубов кон околината. Околината колку им да ја дава љубов на нив, ако они не ја прочистиле душата од нељубовта и актите на грешност кои што ги правеле на околината, таа душа не може да прво не може да не ја вратила сопствената љубов, затоа што гледате имате љубов, душата има љубов. И она ако почне да прави нељубов во околината наместо љубов, прави нељубов, љубовта во самата душа ја снемува. Сега, кога ќе ја снема љубовта, она и да добива љубов од околината, ме слушате, нема глас, нема тон, окей. Точно. Окей, до кај ме слушате? Ајде ќе повторам пак. Сега ме слушате повторно, така? Окей. Се слушаме сега? Нема глас. Да. Окей. Сега мислам дека гласот го има. Да, снема тон, не се слуша, ама мислам дека сега се слуша. Супер се слуша на Инстаграм, знам, ама на Фейсбук не се слуша. Дал сега ме слушате на Фейсбук? Да, окей. Ајде да се вратам на мислата. Значи, кога човекот, ние сме љубов, нашата душа е љубов. Ние сме родени како љубов. Тоа е нашата нормална состојба. Во моментот кога не ја делиме таа љубов и кога не ја споделуваме одговорноста на љубовта околу нас, тогаш човек се намалува сопствената љубов. И кога ќе намали сопствената ljubов, која што уствари он веќе не ја дели на околината, знаете, направил една грешка, направил друга грешка, не презема одговорност, не презема, му сгрешил на овој, му сгрешил на овој, му сгрешил на овој, му сгрешил на овој, му сгрешил. За ништо тоа не презема одговорност. Што се случува? Душата скаменува, ај така да кажеме, скаменува душата. Скаменува, ај да не речеме срцето, не дај Боже. Душата скаменува. Сега, кога ќе скамени душата, таа не восприемчива лесно за љубов, затоа што станала крута. Но, како се раѓа љубовта пак, се превзема одговорност за грешките кои што душата, таа лично се направила на околината. Зашто кога ќе превземеме одговорност за грешките што сме ги направиле на околината, нашата душа размекнува. Затоа што сваќаме дека сме душа. Сваќаме дека сме добри, сваќаме дека сме златни, сваќаме дека уствари добри нам мислиме на сите. И кога ќе го вратиме тој концепт за нас, тогаш се од околината, било која насмевка ја приметуваме, желба некој нешто да ни направи го цениме, затоа што љубовта се враќа кога ние ќе ја превземеме одговорноста за нељубовта која што сме ја направиле на околината.
И кога имате луѓе кои што направиле нељубов на околината, неодговорност на околината, тогаш нивната душа окрутува. И таа душа е невосприемчива за љубов. И таа душа мисли дека не може и не постои љубов. Не, љубов, луѓе, постои преди се во нас за нас. Преди се во нас за нас. Ама не од егоистички аспект од нас за нас, ја па ја, него ти која ќе одработиш на себе, работи, која ќе одработиш на себе, работи, кои што ти си ги сгрешил на околината, ќе преземеш одговорност, тебе ти се враќа себе почита, себе ценењето и се сакаш себе си, ама на здрав начин, не на егоистичен начин. И тогаш почнуваш да ја восприемаш љубовта на околината кон тебе. Зашто само тогаш ти си во твојата исконска форма на љубов на душата. Ама како ја менуваш твојата состојба на љубов на твојата душа, правејќи нељубов кон околината и кон себе. И кон себе можеш да правиш нељубов. И тоа се штетни акти. Така да секогаш кога човекот ќе направи нешто кој што не е во согласно со одговорноста и со љубовта, он ја намалува собствената љубов во него. И кога ќе почне да презема одговорности за тие акти кои што ги сгрешил на другиот човек, затоа што најлесно е да решиш дека он ти сгрешил тебе, потешко е да решиш ти си му сгрешил на него, тогаш се враќа твојата душа и љубов кон себе прво и второ кон сите околу тебе. Тогаш веќе нема да си во конфликт со околината, него ќе имаш моќ да речеш, па јас овој човек не сакам да зборам. Ама се додека не ја преземеш одговорноста за тој човек што си му сгрешил, ти немаш моќ на избор да одбереш дали со тој човек ќе комуницираш, ќе те малтретира или не. Зашто ќе те малтретира, затоа што не си преземал одговорност за него. И он затоа те клюка, затоа ти си умот цело време со него. Затоа цело време те малтретира, затоа што и ти имаш удел у неодговорни акти, не само он. Сега, ти не можеш да го натераш него, он да превземе одговорни акти за тебе. Можеш, ако направиш убава комуникација со него, ама човеков треба да го свати овој концепт. А овој концепт не е лесен за сваќање, затоа луѓето пропаѓаат, затоа што не сакаат да преземат одговорност за околината на која што им сгрешиле. И затоа пропаѓаат самите тие. Има многу текст за овој концепт и контекст од филозофот Хабарт, е многу интересно. Но има и техника од него како тоа да се отправи. Има цела вежба. Како да ја вратите одговорноста за вас, за околината и љубовта кон себе. И тоа е многу убава техника која што човекот може да ја направи. Сега, може би не го очекувавте ова од мене, затоа што сите мислите љубовта треба да дојде од некој човек, од некој луѓе. Љубовта доаѓа од нас. И колку повеќе работиме на себе си, колку повеќе работиме во однос на тоа да ние бидеме одговорни за етик, за луѓето, затоа што овие концепти, односно, ова и што ви го читав, цитатот е една книга од филозофот Хабарт што се вика Етика. Сега, ако вие сме етични кон околината и правиме добро на околината, и пламенот на љубовта во нас ќе остане. Има в текстот него вика чисто срце не може да биде повредено, парафразирам. Сега, ама срце или душа која што ќе се испрља со повреди што она ги прави на околината, секое мало стреличе што ќе дое кај неа, она ќе си го збрца, леле ме повреди. Сега, зашто е збрцувањето? За да го надомести актот што таа личност е сгрешила на другата личност. Гледате сега колку интересно сме поврзани со околината. Затоа сме све. И затоа е многу важно човек да биде одговорен. Човек е му сгрешен некој друг човек, овој човеков мало стреличе ќе му фрли. Леле ме рани, леле ме повреди, леле колку ми сгреши, леле. Што ти сгрешил? Ништо. Тој не можел ни да ти сгреши многу доколку ти немаш веќе грешки кои што се направени. Затоа што мора да го избалансираш тоа што ти си го сгрешил на другиот, па дури мало пикадице, мало стрелче, мало со пердувче ке те удри, леле ме боли, ау. И се станува жртва на кого? Станува жртва на себе. На твојата неодговорност. Овој лајф не е за луѓе кои што не може да соочат вистина. И не е овој лајф за луѓе кои што не можат да сватат дека е до нив.
Ама тоа е убавината на животот, да сватиме дека е до нас, затоа што замисли сега твојата среќа да зависи од како он се однесува. Па тоа би било неубав живот. Среќата наша е исклучиво во наши раце. И среќата наша исклучиво зависи од тоа како ние се однесуваме кон другите и кон нас. Дал другите не поттикнуваат да им вратиме? Да, ама не мораш да го правиш тоа. Затоа што тогаш влагаш во корелација негативна со тој човек, тогаш мисли му е дал било кога ќе излезеш од комуникација со тој човек, тешко ќе излезеш од комуникација со тој човек. Зашто? Па поради тоа што ја немаш мојтан избор дал со него да збориш или да не збориш. Затоа што ти ако се исчистиш од твоите грешки што си ги направил на околината, ти имаш чиста душа и си викаш, па ја не му должам на овој ништо, што има, па ја не му должам ништо на него. Ја не должам. Да, ама ако му грешиш, ти се поврзуваш со него, не затоа што мислиш да му должиш или не му должиш. Ти викаш дека не му должиш, а подсвесно уште те бомбардираат неговите гестови кон тебе, кои што ствари се преувеличени во твојот ум, само за да се израмнат сметките на негативните работи што ти си ги направила на таа личност. Сега, за да ги израмиш тие сметки и малата работа, некој ти дужи 10 денара, ама за да изразниш сметката, викаш, ти ми дужиш 1000 дарче. Како? 1000 дарка ми, не 1000 дарка. Тоа е, не? Он ти направил некој мало гестче, ама сега да изразниш сметката, ти кажеш, не, тој гест што ми го направил каф. Сега, не е токав, него така изгледа во очите на луѓе кои што направиле лоша работа. Затоа што луѓе што прават лоша работа и малку лоша, затоа што душата е добра, ние не сме во корелација со нас, протестираме против нас, и она што се случува, почнаш ти да викаш дека леле околината ти изгрешила толку многу. Сега ќе кажеме една работа, кога човек се ослободува од овие прекршоци што он ги направил на околината, да видите колку му е лесно да живее во таа околина, затоа што ствари нема долг кон неа. И може што сака да прави од таа околина, затоа што има моќта на изборот врз таа околина. Океј, ајде вака. Куманово 4 март, Македонска каменица 3 март, Скопје 10 март. Да дадеме акцент на предавање. Значи, дечки, ќе правам хуманитарно предавање со општинската организација Центар од Црвен крст. Има проект кој што се вика промоција на хумани вредности кој што го прават средношколци. И они ги наоѓаат ранливите категории и собираат средства за како да им помогнат. Јас сакам да им помогнат на тие млади средношколци да направам предавање хуманитарно на кое што се надевам дека ќе дојдете во голем број. Оставете колку што може да оставите 50, 100 денара, 200 денара, на да собереме пари за да можеме да им помогнеме на овие прекрасни деца. А во однос на љубовта, бидете љубов вие кон околината, делете ја љубовта. Ја имам израз, љубовта нема да ја носи човекот у гроб, таа е за да се даде и колку повеќе ја даваш, толку повеќе ја имаш. Име туба вечер, се гледаме.